Добро утро, почитувани гледачи. Петок, 6 февруари 2026 година. Утрински муабети на YouTube каналот на Делчо 365. Малку постудено утро за разлика од минатите неколку дена. Забележуваме и магла по се извинувам Делчевската котлина. Влажни колози, вчера врнеше речиси ситен дожд во текот на целиот или поголемиот дел од денот. Така што сега времето во однос на врнежите е окей, но има магла и затоа е постудено. Ова е последната улица од која води кон нас во Милко Обрад, или првата кога влегуваш во градот од страната од кај Македонска каменица. Тоа да кажеме за ова петочно утро. Синоќ имате можност да го проследите нашиот подкаст. Гостуваше господја Роза Дамјанова, собственичка на мал бизнес во делот на цвеќарството, која ни кажа за нејзините почетоци, за најважните работи кои треба да ги знаат луѓето кога подаруваат цвеќе. Околу издржливоста на самите цвеќиња, околу внатрешна убавина која секој цвеќе ја крие, се уште може да го погледнете нормално, треба само да го пребарате нашиот YouTube канал. На радост на жители на населбата Расадник и особено улицата Видој Смилевски Батов, вчера се започна со работа изградбата нова улица за која, како што жителите напоменаа во едно интервју, се чекаше повеќе од 50 години. Таму нема и одвод, затоа ќе се работи, како што стоеше во информацијата, и на канализационите. Изградба на канализационен одводен систем. Се уште важи времениот режим за возење на улица Индустријска која се реконструира. Тоа е улицата од Дади Компани кон мостот, долниот мост на река Бегалница. Вчера се одржа и крводарителска акција со собрани 87 крвни единици, секоја чест за хуманите граѓани. Денес акцијата продолжува, но во просториите на регионалниот центар за гранични работи Исток. И овој пат крв ќе може да даваат само вработените во оваа установа и вработени во полициската станица од општа надлежност Делчево. Во меѓувреме забележувате работници на терен кои чистат калта покрај тротоарите и жардинериите во центарот на Делчево. Сега е нов прилив на вода во река Брегалница, гледаме доста високо е нивото на реката. Да се сетиме само што имавме за денес планирано. Денес е петок, 6 февруари.
Инаку сигурно го забележавте распоредот за деновите кога ќе се врши промена на оштетените, промена или замена на оштетените светилки на подрачјето на општина Делчево. Во објавата која објавивме, но и на општинската страна, каде е поверодостојно, во смисла истиот распоред и кај нас и кај нив, може да видите по денови кога ќе се менува, кај кого да пријавите, на кој телефонски број, имајќи предвид дека често се случува да, особено во зимски период, да пукнат светилките или да се оштети некој или воопшто да нема можеби негде. Петок е ден пред пазар во Делчево, граѓаните да чекаат да се снабдат со производи кои за нивна жал ги има и по маркетите, меѓутоа кога одиш на пазар си е одење на пазар и можеш да си поприкажеш со некој стар пријател да се сретнеш, освен што ќе си купиш тоа што го бараш, нели? Синоќ ја имавме појава на мали одрони на прелација за мотивиште Разловци кај Брана Лошана. Наш читател, секоја му чест, со цел некој да нема проблеми, ги рече да ги отстрани од коловозот. И секоја чест за Даниел. Младиот Даниел. Она што е најважно, синоќ во спортската сала при средното училиште Методи Митевски Брицо направивме ексклузивно интервју со новото засилување во екипата на КК Патриот, кои во недела од 17 часот играат многу важен натпревар со екипата на спорт тим од Неготино. Натпревар на кој мора да дадеме голема подршка на кошаркарките, бидејќи се борат за опстанок. Во првиот натпревар изгубија 7 разлика од тимот на спорт тим, сега мора да ја надоместат таа разлика за да обезбедат трет натпревар. И за таа цел Лјупчо Петровски, тренер на екипата, ангажираше две американки. Речиси сите екипи во Македонија во прва лига оваа година имаат засилување од Соединетите Американски држави, па така и нашиот Лјупчо Петровски. Ако имате интервјуто на нашиот YouTube канал, може да слушнете што очекуваат двете кошаркарки. 20 и некоја година се тие. Лаурен Скот, ако запаметив добро, една од нив. И Тими, се извинувам, многу заборавив презимето. Тими Лаурен, не знам, навистина. Не, важно е дека ќе има засилување заедно со бугарката и Нарашева, која долги години игра за клубот од Делчево, и нашите млади делчевки кои на вакви натпревари се уигруваат. Ќе биде навистина интересно да се гледа врвна кошарка, имајќи предвид дека синоќ ќе дзирнавме во тренингот малку. Американките навистина фуриозно некако го одработија тој тренинг и нашите се задоволни, дури во еден разговор меѓу помошниот тренер или службено лице во клубот рекоа дека многу се добри. Толку трчање имало што навистина добро се загреале. Што радува за спортот, за кошарката воопшто. Еве поракометот минатата недела и настапот во Нови Сад, сега кошарката во преден план, еве фудбалерите започнаа со подготовки, има неколку нови имиња, што значи дека спортот се враќа, така кажано, во градот. И се надеваме дека во недела сите ќе го слушнеме апелот на тренерот Петровски, ќе дадеме голема подршка на екипата, не само што ќе видиме како играат американките, туку и ќе бидеме гласни во тоа да бидеме шести играч на екипата и обезбедувањето трет натпревар, потоа и задржување во најсилната женска кошаркарска конкуренција. Тоа би било се од ова вклучување. Сега ви оставаме да уживате, оние кои сте можеби втора смена, оние кои го гледате ово од било каде, исто така ви поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден.